Благодарам, почитуван колега Джафери. По однос на извештајот ние имавме прилика да разговараме кратко и на самата комисија и би искористил присуство тука и пред поголем број на колеги пратеници и пред јавноста да ги кажам оние работи што беа истакнати на расправата на комисијата, кои што сметам дека се забележани како недостатоци во работата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Првиот пример кој што го посочивме и кој што е еклатантен пример на прекршување на одредбите на изборниот законник, па и на законот за спречување на корупција и судир на интереси, е господинот Курто Дудуш, градоначалник на општина Шутово Оризари. Кога самиот тој, не е ова некакво истражување или местенка или сознание кое што дополнително стигнало до одредени новинари, политичари или пратеници, туку самиот градоначалник на својот личен Facebook профил за време на изборите објавува фотографија, на која што фотографија се објавува и себе си и службеното општинско возило, сликан во Крива Паланка и пишува текст: "Ромите од Крива Паланка во недела ќе дадат поддршка за Стево Пендаровски." Значи, гледаме дека како еден градоначалник го троши своето време, но тоа е негова лична работа на што ќе даде приоритети, но ги користи и злоупотребува и општинските, што значи државни ресурси, за да оди во друга општина и истите да бидат искористени за одредена изборна кампања, што е класична злоупотреба, без разлика дали ние ќе ја дефинираме како мала, голема, значителна или незначителна, во принцип е злоупотреба на тие ресурси, особено ако знаеме за кој профил на човек се работи, од други некои случаи и настани за кои што јавност имаше можност да се увери за неговите постапки кон некои негови сограѓани кои што се политички нестоимисленици, како ги третира во самите општински простории. Но како и да е, во овој дел, тоа што беше кажано од председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, го сметам за недоволно и несоодветно како образложение и оправдание, која што кажа дека, извинете, парафразирам сега, ние не можеме да знаеме точно од кого е таа фотографија, дали е точно тоа возило, каде е сликано, каде вистински се наоѓа, без разлика што е напишан текстот дека се наоѓа во општина Крива Паланка и слично. Но мислам дека тоа е, така се однесува еден член или предводник на антикорупцијската комисија кој што наоѓа начини како да заштити државен функционер од одредено дело или действие кој што тој самиот го објавил и е спротивно на законот. Би требало да биде обратното. Би требало ние да имаме член или председател на антикорупцијската комисија кој што ќе бара причина повеќе како тоа да го докаже, а да го имаме државниот функционер како страна која што се правда, се брани или бара изговори или дава објаснување дека тоа не е така или дека погрешно бил сватен. Но во секој случај мислам дека ваквото нереагирање, иако станува збор за употреба на едно службено возило, некој може би ќе рече не се големи ресурси, не се големи пари или не се директни средства од буџетот на општината Шутово Оризари, сепак со ова се дава пример на охрабрување на слични постапки од функционери на сличен ранг во иднина. Затоа што ако имаат добра своја поставеност, лична или посредна преку одредена владина коалиција со самата државна агенција за спречување на корупцијата, те речат во ред, тогаш можеме и да го повториме ова, да го направиме повторно, да бидеме повнимателни и слично, ќе имаме пардон и следниот пат од антикорупцијската комисија. Втората работа исто така беше забележана за истиот градоначалник, за господинот Курто Дудуш, градоначалник на општина Шутово Оризари, кој што повторно, спротивно на законот, наведени се и датумот 26.4.2019 година, врши политички активности поврзани со зборната кампања во канцеларија која службено ја користи општината. Сега нам ни беше дадено објаснување дека самата канцеларија
која што ја користи општината, дека канцеларијата не е заведена како општински имот. Може би е така, ако гледаме формално правно, но канцеларијата во која што се одржуваат овие партиски настани се користи од општината редовно, и од претходниот и од сегашниот градоначалник. Дали таа е заведена како имат на општината или не, не викам дека не е битно прашање, ама повторно се поставува самата антикорупцијска комисија како да најде оправдание за да му најде изговор на градоначалникот, наместо антикорупцијската комисија да се постави како адвокат на јавниот интерес. Овде се јавува антикорупцијската комисија како адвокат на градоначалникот на Шуто Оризари, наоѓајќи начини како да го ублажи неговото действување, оправда со без разлика, може би и тие формалности кои што ги споменавте, не викам деска се неточни, но се гледа интенцијата како да се најде начин да се заштити градоначалникот на општината Шуто Оризари. И повторно ќе кажам дека лекцијата е двојна штета. Прво се нанесува штета на репутацијата на самата Државна комисија за спречување на корупцијата, бидејќи се поставува како комисија која што ако сте во подобра политичка позиција, може да ви прогледа низ прсти, да ви најде оправдание, да најдете разбирање и слично. А од друга страна, за самите функционери на такво ниво, кои што се колеги или не мора да се, негови колеги на градоначалникот Курто Дудуш, може да им биде лекцијата во ред. Ако градоначалникот помина без било каква опомена за неговото однесување, тога зошто некој следен градоначалник, функционер, државен секретар, министер, заменик, директор или што и да е, да не може да помине на ист соодветен начин без било каква опомена, укор, казна или некаков прекршок. Затоа сметам дека во самиот извештај на антикорупцијската комисија недостига тој принцип. Принципот на правично и еднакво третирање на сите државни функционери. И другата работа која што исто така ја спомена и е поврзана со клучниот извор на моќ во државата, а тоа е владата, и нормално таму може да постојат и најголемите злоупотреби, беше примерот на ангажирање на еден голем број, мислам дека беа 33 или 36, надворешни советници на премиерот, за кои што за најмалку двајца од нив јавноста веќе има извлечено заклучоци врз основа на добиените информации, и тоа скржаво добиени информации, кои што едва ги извлекуваме од кабинетот на премиерот, дека се платени со државни пари, а не ја вршат функцијата за која што се платени. Едниот советник е Љупчо Зафировски, за кого што премиерот тврдеше дека има блиски контакти со канцеларијата на францускиот претседател Макрон, кој што зема 1200 евра месечно и досега има добиено од прилика се вкупно околу 50.000 евра. И вториот советник е правно лице. Правното лице се вика ИФИМЕС, е една невладина, да кажам, организација од Словенија, која што во изборни цели, секогаш кога на премиерот Заев ќе му затреба нешто за било која кампања, вклучително тука и председателската кампања, кампањата за референдумот и слично, излегува со текстови во негова одбрана и промоција, а при тоа тој ги криел, не биле објавени на листата како негови советници, иако ова невладина организација плюс еден нивен советник, господинот Димовски, исто така земаат од прилика по околу 1000 или 1100 евра месечен надоместок, и во изминатите 2,5 години тоа се, не знам, прилично голем дел на средства, околу 60 или 70.000 евра. И оправданието или објаснувањето на председателката на комисијата беше дека таа многу добро ги знае овие девијации, бидејќи 2007 или 2008 година имала можност да прави ревизија токму на премиерскиот кабинет и дилемата дали треба да се ангажираат надворешни советници и кога и доколку, но таквото ваше предзнаење треба да биде мотив плюс за построго внимание и, она што го кажа колегата Илиовски, превенирање на такви девијации и злоупотреби денес. Доколку ги имало во минатото, тогаш не би било оправдание да ги има денес или утре.
Тоа би имал да кажем. Благодарам многу. Костадин Реплика Костадин Ацевски.